Секој кој се занимавал со какво и да имотно прашање во Македонија знае колку тоа може да биде комплицирано. Особено кога нешто се наследува, може да се случи да се појават фантомски, нелегализирани квадрати, наводно спорни меѓи, комшии кои со ќутенката зазеле повеќе простор од колку што требало. Ваквите проблеми знаат да бидат травматични и да го пореметат животот и здравјето на неколку генерации. Но кога нештата ќе се комплицираат, тоа е повод да се сетиме дека постои една кај нас недоволно позната професија – геодет. Јас сум Илина Јакимовска, а ова е 34-та епизода од подкастот Обични луѓе. Останете со нас за да ги исцртаме аудио меѓите на оваа епизода. Геодезот би го дефинирал као професија, личност што се занимава со мерење на земјата. Као буквално парче земја, као нива или двор или било што и да е. Таа се мери со посебни инструменти, тие што сте ги гледале на улица, се викаат тотални станици, се викаат, тие мерат агли и должини мерат. И врз основа на тие две мерки, ствари се пренесува, се транслатира во координатен систем, точки, што го дефинираат обликот на парцелата или на нивата. За да може, како например за катастарски цели, да може да се одредат димензиите на нивата или дворот, да се одреди површина, класата на земјиште и све останато. Така да, тоа е геодезијата као наука, тоа е интересен факт. Таа почнала за време на Египет, кога Нил им ги поплавувал нивите и не знаеле кој до каде му е нивата. И пред тоа да се десило што се дешава секоја година, они развиле начини како да си ги измерат усвари кај им се меѓите од нивите и кога ќе излезел Нил водата кој ќе го поплавила земјиштето и кој ќе се вратил Нил назад во неговото корито, за да можеле да ги вратат границите на нивите и да знаат чима нива каде дошло е. Така се развила и геодезијата као наука во тоа време и денеска за тоа и се користи углавно. Ова е Стефан, кого го консултиравме кога и самите се обидувавме да истераме правдина околу имотно прашање. Се уште млад, тој веќе има прилично искуство со тоа што значи да си геодет и уште поспецифично што значи да си геодет во Македонија. Но како воопшто посакал да се занимава со оваа професија? Тоа беше сосема случајно, затоа што јас сакав да идам на архитектура, но го утнав рокот која требаше да биде уписот. Архитектура, сите знаат архитект што е и кога доаѓа тој упис, одма се полни квотата и додуши остануваат луѓе што не успеваат да се упишат. И немав време да го фатам, излега други работи тогаш, и немав време да го фатам уписот и морав да барам план Б, што се мислев долго време, зашто знам дека ќе биде нешто граден факултет, но се мислев што би било од него и се решив за геодезијата зашто по, како да кажам, по геометриска наука, не толку математичка, по геометриска неголи, да речам, не знам, градежниците или геотехничарите што се занимаваат со испитување на јачини на предмети и други ствари. И така се решив за геодезија да студирам. Оној дел од геодезијата кој што нам ни е најпознат е катастарскиот, но тој е само еден од ограноците на оваа наука. Геодезијата се како да речам, се разгранува на три оддели. Се разгранува на виша геодезија, на катастар и на градежна геодезија. Градежната геодезија се занимава со асистирање на изградба на објекти, на инфраструктурни објекти, на хидротехнички објекти, брани и све останато. Катастарот е тој сите што го знаат на народската бранша од геодезијата, што се занимава со недвижности, со права, со чива земја, што е, како е и се останато. А вишата геодезија е таа баш геодезија што кај нас и не е толку развиена, тоа е оддавна направено. Е геодезија што се занимава со углавном за целата планета правење модели, за системот на телефони што имаме GPS, сите тие сателити што се распространети, мора некој човек да ги координира за да се триангулира кај да се наоѓа у просторот
тој GPS уред, телефон или што и да е. И, нели, планета како планета секогаш дише, као земјотреси се случуваат, планини се креваат, острови потонуваат. И од вишата геодезија секогаш има луѓе што ги пратат тие промени, тие движења на тектонски плочи и се останато. Кога почнав да работам, ја почнав со градеж на геодезија и со тоа се занимавав 6 години. Што се вика, ја катастар може да се каже и многу малку имам работено. Година и пол имам катастар, останатите 6 се градеж на геодезија, зашто Скопје као Скопје, све се гради, тоа е актуелното и затоа имаше поголема поврвеч. Те ангажира конкретна фирма како градежна фирма во која што ти си геодет или на проекти? Договорот беше, ме ангажира геодетска фирма која што требаше да представува градежна фирма за која што им требаше услуги да им се вршат за сите геодетски работи, зашто ние таму како иде градежната геодезија, се прават проекти, како ќе изгледа објектот, каде ќе биде објектот, каде ќе бидат столбови, основи, се цртаат на катовите, се останато. И наша работа е тоа да го ставиме првин во координатен систем, за да се види дека тој објект ќе го собере по регулации во градежната парцела која што наменета да се гради. И после тоа ги асистираме во све што им треба, во ќошеви на плочи, во оски на столбови, во све ние обележуваме кај треба они да се фокусира за да се запази геометријата на објектот. Кои биле најголемите предизвици на работењето како градежен геодет? За нас треба припреми доста, не е само као архитектот го нацртал планот и тоа и после попунева нешто ќе смени. Туку ние треба да го земеме тие готови цртежи, да ги конвертираме, да вадиме од нив координати, да ставаме во инструменти, да отидеме, да ги обележиме. И доста пати се дешавале дека ние тоа го правиме, они да пратат нов проект, кај што има некои мали промени, ама доволно важни промени за нас, за кои што требаме одново да го почнеме тој процес за да можеме да се спремиме да отидеме на терен да завршиме работа што ни е вара. Сепак, најсмешните и истовремено најстрашните работи се случувале во делот на катастарската работа, бидејќи како што вели Стефан, тука работиш со народ. Тој народ некогаш знае да извади секирче и да го брка геодетот по имотот, ако не му се бенди са мерењето. Па, имало доста различни ситуации што биле и чудни и страшни, затоа што пак геодезијата е теренска работа и секогаш не знаеш каде ќе те однесе секој ден, каде ќе завршиш, што ќе завршиш. Подготово во катастарот пак ќе речам понародна работа и тука знаат да има и доста тензии кога ќе отидеш негдека за било какви случаеви, дали е за меѓи, дали е за граници, дали е за тука сум, не сум до тука, другиот дет дојде ми кажа не сум. И имало доста блиски ситуации кај што сме, може да се каже, сме прекинувале со работа, затоа што сме решавале дека не вреди за наша безбедност да се продолжи во тие ситуации. И Сте имале физички закани? Да, имало доста. Например, ти мериш за еден комшија, а другиот комшија ти се заканува, во таа смисла? Да, имало такви случаеви, ама пак, значи, тоа е само затоа што тој комшија што не викнал да мери, не ја проценил работата дека е доволно сериозна да ги викне соодветните луѓе, затоа што и за такви работи има судски катастар, има као и приватни фирми што го застапуваат судот. И они секогаш на тие судски вештачења секогаш идат да мерат со придружба на полиција и се останати тие работи. Ама за тие работи да се работат, пак требаат одредени лиценци да ги има фирмата, кај што сум работел не ги имало, ради тие причини, као неќат многу луѓе да се под таков стрес, као и да се такви ситуации секој ден. Така да ретко кој го работи тоа, ама имаше ситуација кај што значи не викна странка, ја купува парцелата. Парцелата беше доста голема, едно 10.000 квадрати беше сигурно, и беше со викендичка на неа. И комшијата ше соседната парцела ја имаше купено, како да кажам, без документи неговиот дел. Тој што му е продал, не му кажа да, до тука си, до онде си, до овде си. Ој никогаш не проверил, не му било ни гајлава, било пред години и години.
И сега ние доаѓаме и уствари установаме дека оградата што е измеѓу нив е уствари од негова страна влезена у парцелата од странкава што не има викнато 4 метра скоро беше влезена. И тука имаше доста тензии, имаше закачки и останати ствари затоа што он беше убеден дека границите се како што треба, дека он бил таму 20 години, дека не може да имала таква грешка и све останато, кај што нормално ние ги имаме документацијата и може да се види од стариот катастар дека се истите меѓи, дека се истите координати, дека нема врска, туку ограда си била ставена поради кои причини не знаеме, си била ставена кај што била ставена, не треба таму. И нешто комшијата се фати првин со странката за која што ние работевме и тука има доста вербална размена со нив, дека ние си бркавме работа, до која што дојде очигледно потреба да се вадат и такви ладни оружја. И до тој момент, како што викам, ние застанавме, му кажуваме на странката, значи, ова ти е веќе работа до суд дојдена, ние тука не можеме да ти помогнеме, ниту ќе се ставаме ние во опасност за да одиме да мериме, ниту сакаме некој да биде повреден било што во ваква ситуација. И тука ние се прекинуваме и тоа е све, као собираме инструменти, си се пакуваме и му кажуваме као за тоа што ти ви изработивме, тоа е цената, за да останатото барај си човек што е надлежен за тоа. Сакаме да веруваме дека овие приказни реакции не се само човечки испади, туку имат некакво оправдување во недостатоците на системот. Стефан ни го потврдува тоа. Работата кај нас за ова е доста во историјата за жал сгрешена и у катастарот кај нас, затоа што како и се кај нас, све донации, све помош од страна, све почнато правено, недоправено, така и катастарот кај нас уствари, тоа барем јас што го имам приметано е основан, затоа што претрпил многу конверзии, од стар катастар, нов катастар, излагање на парцели, порано биле рекла казала, се собирале, пример цело село и овој кажал да, мене ми е нивата од тоа дрво до поточето, до ваму, до онаму и во тоа време официјални лица што биле аха, во ред, окей, тоа се е било запишано на збор да речам, не било нешто воспоставено, нацртано, измерено кој што треба. Да не речем, после тоа исто така како кај нас инструментите се доста касна појава, до пред многу скоро време за жал било мерено и со пантлики се као долги метра, по 10, по 20 метра, и меѓи се одредувани со пантлики, кај што цел стар катастар е врснив основан. Како изгледа таа пантлика, буквално е јаже? Не, буквално као метро е, зависи, може да е челична, може да е плетена, ама као котуре и има на него метро. Као корејачиве што имаат метра, е само што ова се мота и може да е од 10 до 20 метра и се тегне тоа, се влече, се затегнува и може да се одреди должината колкава е според нештото. И кај нас доста долги авионското снимање што било кај нас исто така. Тука имало доста многу проблеми направено, што тоа било као од Словенија, ако не се лажам, фундирано, платено и авионското снимање било такво направено што од после тоа ниту имало доволно човечка сила за тие фотограметриски снимки да се обработат како што треба и буквално викале луѓе што и не знаеле што прават. Врз основа на тие фотографии они да ги одредат каде има објект да го нацртаат, каде има огради според оградите да ги нацртаат границите и тука има доста грешки што и до ден денес има луѓе заглавувано со нив. И тоа е проблемот, затоа што во други држави, како све нормално, е доста добро све организирано и што имам слушано дека сето ова одеднаш се има правено и све се има мерено одеднашка и све се има вклопувано одеднашка меѓу себе. Не е како кај нас, пример, се мерела една населба, па се мерела другата населба, ама се мерела со инструмент, зашто после дошол инструментот, ама прва населба останала мерена со пантлика и са меѓу себе тие не се вклопуваат у катастар како што треба.
процели влагата една во друга, хаосот, живко. И тоа е кај нас. А у странство многу малку проблеми, дури колеги што знам што работат таму, викаат дека катастарски предмети таму скоро и да нема, затоа што нема проблеми. Секој го знае земјиштето, све е точно, све парцелите се оформени, све како што треба. Ти само како собственик можеш да отидеш да си извадиш документ за тоа. Не мора да одиш како кај нас да правиш елаборати за конверзии, да правиш елаборати за префрлање од стар катастар, нов катастар, па парцелата била ваква нацртана, па сега не е таква, као и такви некои проблеми немало. Уште еден случај ја покажува оправданоста на старата изрека. Барем во Македонија, 2 пати мери, еднаш гради. Човек изградил куќа, соседот дошол, приметил дека уствари овој куќата не ни приметил дека ја гради на парче од земја што е на соседот, они меѓу себе не биле ни разделени. И човеков си иде у катастар, си вади документ дека уствари има изградена он уствари куќа и си иде си ја легализира куќата на соседов, а он ја има направено како викендички, не ја користи. И он си ја легализира на своје име, не приметил дека не е никај него уопште како куќата, и овој си ја користи куќата и он кога доаѓа и гледа куќата населена, што он ја изградил со негов трошок и у катастар нигде го нема на документ, не фигурира. Имало и такви ситуации. И ако се тужиш од таква ситуација, што губиш по дефолт? Па, не дека губиш по дефолт, ама 99% губиш. Ја додека работев барем катастар, секогаш странките ни беа стари луѓе, што не воделе рачун, ниту па нивните не воделе рачун на што е како е. И сега они сакаат да остават некоја чиста сметка за нивни деца, за нивни внуци и све останато. Добро, барем тоа. Ама и се сретнуваат со проблеми што нема да може во нивен цел животен век да се решат, ниту па за нивните синови да се решат. И за жал така е. И тоа ми беше зборот, значи сите странки што ми беа, све се постари лица што сакаат да ги решат тие проблеми, тие каши попари што биле настанати некогаш. Во ваквите околности, нашите геодети често не се само луѓе што ја мерат земјата, туку и се сведоци на семејни расправи, комшиски тепачки, обиди за корупција, луѓе што треба одлично да си ја познаваат и својата професија, но да бидат истовремено и правници и психолози. Искрено, ја никогаш не сум ја сакал катастарска работа, баш заради тие причини, од е малце многу постресна работа. Не можеш на народ да им објасниш у 2 збора проблемот што го имаат, ниту па некогаш ти можеш да седнеш и да го решиш тој проблем брзо, да најдеш некој решение. И свака им час на колеги што го работеа катастарот. Значи не само правници и психолози, Да, и терапевти. Имало и такви ситуации, да, се караат, плачаат, не знам што останато, и такви ситуации имало. Кај нас само тоа е, фала Богу, ја кај што работев у старата фирма, значи дечките беа доста искусни за овие работи, катастарските проблеми ги сваќаат доста време, затоа што еден нифи беше постаро лице кај што катастарот одавно што го знаеше, како да затвори очи ги знаеше сите парцели низ Скопје како биле шо биле и он се имал занимавано со тоа и знае каде што е, како е направено и што може како проблем да очекува. Па полесно е, би рекол дека полесно можда во градежниот дел, затоа што катастарскиот дел барем кај нас, катастарските фирми кај нас се многу мали фирми. Тие се све фамилиарни фирми од 2-3 вработени и доста многу закони имаат, кај што и катастаров ги прати секогаш само ради причини да се казна, да се земат пари и они такви работи чекаат. И од катастарскиот дел за такви работи може само да се случат за време на легализирање, за време на запишување. Пример, ако, не знам, законот вели, ако сакаш да легализираш објект, мора да е селлив, да е спремен, да е премачкан, ламинат, струја, вода, све да има, буквално влагаш натреко клучна рака што се вика и тек тогаш да се мерат просторите. Кај нас се има доста време, доста случаеви имало кај што он го направил нештото, не го направил по проект и тоа е доста
оче наш закон што се вика, што го пазат кај нас, фала Богу. Кај што како архитектот го нацртал, мора да е изведено до сантим така, како што е нацртано. Не може да има магично зид кај што го нема на цртеж, не може да е, не знам, собата поделена у две соби, такви работи не смее да има, не може да поминат. И има, не викам дека нема, има фирми што се нафаќаат за тие ствари, затоа што пара си е пара. Наместо да го плати толку елаборатот, он ќе рече, на ти онолку само запиши го. И он ќе дојде го измери како што е, ќе го нацрта по проект. Така си има дешавано и да кажем и во градежништвото, тој период меѓу градежништвото и катастарот е тука се дешаваат истори корупциите. Не е за време на градбата. За време на градбата, барем од страна на геодезијата, не се дешаваат тие ствари. Работата кога треба тој објект што го изградиле, што вложиле пари, сега да го направат да е легален, за да можат луѓе да почнат да го купуваат. И они се ќе дознаат дека не знам, тука оската на столови ја сгрешивме и моравме да повлечеме малце со друг проект, ама не ги нацртавме тие промени, заради тоа се распоредов натре не е таков, тука е ваков. И сега они ќе ги кошта многу повеќе тоа да земат, да отидат во архитектонско студио, да направат измени во тек на градба, да поднесат барање, да се одобри тој проект, да го нацртаат одново, да го пуштат кај нас. Све им е на брзање. И они тука стискаат кога ќе дое за време за упишување, тука стискаат на геодезија, да демек упиши го каков е, таков е, не е битно, на ти пари, како знаеш, чиста работа. Само има фирми, не викам дека нема, што се нафаќа на тоа, ама 90% не се нафаќа, дали тие стресови, тие работи, сите имаат кажал на тоа. Вика да живеам со сега вечер да спијам и полиција да ми тропне на врата од нигде и никаде што е состанал, што си го измерил ваков, зашто за сите овие работи има документација. Порано по селата мегници биле одредувани преку објекти кои не можеле да се помрднат, како карпа или старо и отпорно дрво. Тие биле сметани за свети локации и доколку некој спорел меѓа, морал да се заколне со торба земја околу вратот велејки. Ако лажам, како што ми тежи земја во околу вратот, така да ми тежи и на гробот. За меѓите пак помеѓу две села, освен представници од селските одбори на двете страни, биле носени и деца, кои кај меѓите биле шамарани за добро да го запамтат и моментот и локацијата. Дека ова било многу подобар систем во времето кога селата биле живи и меморијата за меѓите се пренесувала генерацијски, потврдува и искуството на Стефан. Не, од секогаш било така. Ние еден куп ниви имаме мерено и се останато се за жал имаме идено на кај пробишти, се тоа цело го прават као полиња за фотоволтаици, кај што масовно продаваат ниви за да може да ги конвертираат у полиња за соларни панели. И тоа го имам и јас приметено, ме воодушевувало сека затоа што се гледа дека стари карпи и стари дрва, дури ореви, стојат на меѓи кај што и ден денеска и да отидеме да ги измериме, секогаш не носеле на тие карпи и дрва што биле засадени. Така да нивите никогаш не ни представувале проблем, да кажам, за такви караници како што овие урбани делови од градови, да речам, и приградски населови. Стефан веќе не работи во својата професија, туку е компјутерџија одговорен за одржување веб-сајтови. Зошто се одлучил на ваква промена после толку образование и искуство? Да ви кажам најискрено, нема пари во тоа. Нема како што имало пред 3 години, затоа што пак и тој период сваќам зашто била геодезија така што била, поради тие закони кај што имало работа преку глава, одеднаш се пуштале за легализација и луѓе не можеле да постигнат у денот да завршат све што сакаат. И од тогаш се изнатварале многу фирми. Кај нас, ако не се лажам, приватните геодетски фирми се отварани, мислам, 2008-2009 првата кај нас. Пред тоа немало, само државен катастар имало. А после од кога почнало овој законот за легализација, и луѓе виделе дека ствари тука ќе има доста профит, се изнатварале еден куп фирми кои што
тој период кај што владеал законот, имало живеачка супер, за секого имало работи преку работи, имало да се каже. И живееле како што треба и одеднаш тој закон се сече кај нас, завршува тоа што завршува и што се вика остануваат и у катасторот само проблемите, кои што денес уште земаат, пробуваат да ги завршат, не може да ги дозавршат, се влечкаат предмети, чекаат пари, да платат ово, и ги разбирам поради тие причини ги нудат и тие плати што ги нудат, што за жал се многу мали, затоа што пак не е лесна професија, да кажам, као и пак си надвор, на терени, на временски услови, вакви, онакви, секакви, кај што по мое мислење треба да заработуваш многу повеќе што него ли што може некој да ти го понуди. Тоа е од страна на катасторот. Малку повеќе пари можеш да направиш ако идеш во големиве градежни фирми, за да се занимаваш со градежна геодезија, ама тоа е многу неблагодарна работа у смисла на немаш работни сати, да речам, по цели денови си таму, викенди дури понекогаш, оти градежната работа е таква, кај што трае, кај нас и со години, да речам, ако се кради нешто. И напорна е и според мене, мислам и тие пари што ги дава за градежна геодезија не си сплата за работата што уствари требаш да трпиш. Сега работиш што? Сега работам во IT. И покрај ваквото разочарување, Стефан сепак има надеж, дека можеби некогаш би им се вратил на тоталните станици на техничкото цртање. До тогаш IT, метал музика и друштвени игри. Затоа што во последниве има построги правила за одредување меѓи и за земање територии. Реалноста е малку похаотична. Јас сум Илина Јакимовска. Ова беше 34-та епизода од подкастот Обични луѓе. Монтажа Бојан Угриновски. Транскрипција Ана Шталковска-Гајтановска. За фотографии и целосен транскрипт посетете не на обичнилуѓе.mk. За меѓите на оваа епизода е направен елаборат и таа е уредно внесена во аудиокатастарот на светот.